На денешното продолжение на седницата на подгрупата за помирување го разгледувавме и дојдовме до предлог текст за амнестија кој што е консензуално прифатен од сите членови на подгрупата, но и од другите пратеници кои што беа присутни на седницата. Предлог текстот, значи уште денеска ќе го доставиме до копредседателите на Интерпарламентарната група за интеграција, реформи и помирување, од која што група очекуваме во најбрз можен рок да закаже седница и нашиот предлог да биде разгледана истата, за да добие и законска форма, односно да може да влезе во собраниска процедура. Со цел да не му наштетиме на процесот, нема да во моментов, бидејќи реков дека значи предлог текстот ќе оди до групата што е за интеграција, реформи и помирување, нема да излегуваме со детали за истиот, но она што секако веќе е спомнувано повеќе пати можам да го кажам дека е направена, значи најдена е правна формулација и направена е јасна дистинкција помеѓу лицата кои што се организатори на настанот и насилниците, значи на 27 април. Но исто така она што сакам да го спомнам е дека оставивме можност во предлог текстот за сите оние кои што сметаат дека или сакаат да го продолжат процесот, истиот предлог текст, односно закон понатаму, ќе треба значи секое лице опфатено во процесот да поднесе барање за амнестија од понатамошната постапка. На овој начин сметаме дека процесот кој што треба да даде одговор значи за сето она што се случи на 27 ќе продолжи и од таа страна ќе имаме правна развршница, правдата ќе си го најде местото, но секако и дел од лицата кои што беа вклучени во настаните на 27 ќе добијат одредена, значи ќе добијат амнестија и на тој начин сметаме дека е направен првиот чекор кон релаксација на односите во општеството, поточно на одредени поделби кои што излегоа на површина токму после овој настан. Но, како и што порано информиравме, ние, освен со завршувањето на овој дел, што го работиме како група за помирување за амнестија, ќе продолжиме да работиме и на други можни дали во законска форма, начини, активности, со цел да превенираме одредени конфликти и поделби во општеството. Благодарам. Повелете. Да. Вака, без да навлегувам во она што не сум ни правник, она што го кажав преска, значи јасно е дефинирано кои лица, значи ќе бидат опфатени и секој веќе постапката е при крај, значи таму веќе доказната постапка ќе заврши деновиве, значи ќе имаат можност и додека да си поднесат. Сега мислам да го кажеме како предпоставка, меѓутоа веќе штом е доказната постапка завршена, на крај сите лица значи што сметаат ќе си поднесат. Не сакаме да оставиме можност да лицето ако смета дека не му е потребно и дека сака да си, тогаш ќе си продолжи завршни зборови, да оставиме простор да си ја докаже својата улога. Тоа е мислам причината. Во моментов немаме ниту една, немаме правосилна пресуда ни за тие што ги споменавте, така да јасно е наброено за кои делови се однесува амнестијата, односно она што значи насилство, физичко насилство, обид за убиство, тие секако нема да подлежат на законот за амнестија. Сите оние кои што не се организатори и не направиле физичко насилство, значи тоа се
тие две категории. Благодарам. Да. Вака, најдени се правни формулации каде што врз основа на постоечкото обвинение, значи ќе може да се врз основа на друг член кој што е здружување заради непријателска дејност, значи може да го продолжи процесот понатаму. Со што значи ќе може да продолжи процесот, мислам, тоа е. Вака, јас тоа не би го толкувал така, туку буквално како и што го кажав. Значи, врзано со тој член, истиот што е, мислам сега да не навлегуваме во детали. Воред, за деталите, воред. Вака, како што кажав, значи, за време на седницата на интерпарламентарната група, ќе ги имате после тоа, значи, деталиве, што и како се однесуваат истите. Мислам дека што се однесува до законот и до она што ние го завршивме како работна група, дека како информација сосема јасно за што се однесува. Не се работи за насока. Јас кажав дека се работи, значи, за одредени, како да кажам, членови кои што овозможуваат да бидат одредени лица амнестирани. Не се занимаваме тоа судот што ќе прави понатаму, тоа е нивна работа. Ние не навлегуваме во тој дел. Уште едно прашање, дали се пак чекате да заврши судскиот процес преди крај? Сега ние не навлегуваме во тој дел. Значи ние ова што го работиме, битно ни беше дојдовме до договор, до консензус и до правна формулација за тоа што беше политичка волја и тоа што беше кажано и од премиерот Заев и понатаму како барање од нашата група. Значи ние ќе работиме да донесеме политичка одлука со која што сметаме дека ќе се релаксираат односите во државата, вклучително, значи, прво за настаните од 27. Судот и неговата динамика навистина не би можел да ви одговорам што, кога, како, но знам дека е при крај, тоа и вие го знаете. Вака, ќе има секако, нормално е да има временски рок, а од друга страна, значи, повторно, и да има друго обвинение што спомнавте, значи, ние нема да амнестира никој што бил организатор или има докази за физичко насилство. Значи, тоа е тоа. Ако за она што се амнестираат сега во случајов одредени лица, за истиве лица нема да може да кажеме да се покрене такво дело. Но, за организатори, доколку се дека има такви уште, тогаш најнормално тоа веќе обвинителството си знае ќе се постапува. Мислам дека тоа ќе го поставите прашањето на друго место, ако нема други прашања сега ова што е воред. Поголем дел ќе бидат опфатени, а очекуваме сега теловод ако биде да се состане, да не кажам денес утре, тогаш веќе во најбрз можен рок по скратена постапка да се донесе законот. Воред, јас бев јасен за што е. Сега тоа што вие го поставувате, ќе го поставите понатаму кај не ги носиме ние правните квалификации. Воред, мислам, сосема ви е погрешно прашањето кон мене како пратеник и како некој.